Заев замина со аплауз на премиерската фотелја седнува Оливер Спасовски. Од денеска на сцена стапува новата пржинска влада, а процедурата започна уште рано утрово. Сега веќе екс-премиерот Заев во 8 часот и 30 минути ја потпиша оставката и ја испрати во собранието. Тој не присуствуваше на собраниската седница, а откако собранискиот спикер Џафери ја констатира оставката, пратениците на опозицијата истата ја пречекаа со аплауз. Ако сме нормална земја, се ќе помине како што треба, порача Заев уште пред собраниската седница во интервју за утрински брифинг. Оваа пракса на влада беше воспоставена 2016 на наше барање како тогашни опозиционери. Во моментот кога се преговараше за Преспанскиот договор, беше побарано тоа од опозицијата и чест и достоинствено е да се даде нешто што сте го барале токму и вие. Сепак седницата не помина без препукувања. ВМРО ДПМН е замери зошто екс-премиерот лично пред пратениците не ја соопшти оставка и порача дека ова е падот на владата на СДСМ. Но ова пак врати координаторот на СДСМ и рече дека нема да дозволат да се врати режимот. Денот кога Македонија и македонскиот народ ќе се ослободи од најнеспособната, најкорумпираната и најкриминалната власт што ја имала ден. ВМРО ДПМН се уште не може да ја научи лекцијата и од изминатите години, а покаже и пред неколку дена. И мисли дека со обични фрази, лаги, измислици, понатака може да го манипулира својот народ. Во меѓувреме топката се префрли кај шефот на државата. Пендаровски се повика на член 84 од Уставот и го врачи мандатот на новиот премиер на преодната пржинска влада. Оливер Спасовски пред присутните се заблагодари и порача дека новата влада ќе спроведе фер и демократски избори во април. За мандатор за состав на преодната влада за спроведување на избори за пратеници го определувам господинот Оливер Спасовски. Наша задача ќе биде да направиме се да продолжи државата со напредокот, да направиме се да имаме фер демократски избори и да овозможиме слободно граѓаните да донесат одлука. На потек е повторно законодавниот дом. Ќе ја избира новата техничка влада која треба да раководи со државата во следните 3 месеци се до изборите на 12 април. Во текот на вечерта се очекува председателот Пендаровски да ги прими и членовите на новиот владин состав.